Почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести, добре дојдовте во нив. Учебниците по граѓанско образование за 8 оделение и општество за 4 оделение, кои се повлечени со решение на Министерката за образование и наука, не треба да се користат. Бирото за развој до крајот на неделата треба на својата веб страница да објави прирачник за наставниците по кој тие ќе предаваат по овие два предмета. Ова го соопшти денеска Министерката за образование и наука Рената Тренеска-Десковска. Следуваат останатите вести понатаму. Види го детето непопреченоста, промовиран проектот на УНИЦЕФ за вклучување на децата со попреченост. Објавена програмата за Виноскоп 2017. Се укинува царината за смрзнатото свинско месо, местната индустрија станува поконкурентна. Во тек е изградбата на втората фаза од фекалната канализација во Горно Коњари. Ревајв клиник, ново урбан спа дневно катче во центарот на Скопје. Види го детето непопреченоста. Владата, УНИЦЕФ и партнерите се обединија за вклучување на децата со попреченост. Како што информираат од УНИЦЕФ, со овој проект треба да се стави акцент на способностите, а не на пречките или на самото оштетување кој го има личноста. Под мотото "Види го детето непопреченоста", канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје денеска ја промовираше македонската верзија од меѓународната класификација на функционирање, која се очекува да направи промена во начинот на кој гледаме и одговараме на потребите на децата со попреченост. Со овој проект треба да се забрзаат потребните реформи за да се обезбеди оптимално вклучување, исполнување на потенцијалот и подобрување на квалитетот на животот на децата со попреченост. Во неа акцент се става на способностите, а не на пречките или на самото оштетување, па така ќе послужи како алатка за воведување инклузивни практики во здравството, образованието и социјалната заштита. Правото на еднаквост почнува од раѓањето. Секое дете ни е важно, затоа што фиданките се еднината на дрвото, наречено живот. И да, почитувани присутни, оваа влада е одлучна. Ние ќе го гледаме детето, а не попреченоста. Дали е лесно да се справиме со овој предизвик? И развиениот цивилизиран свет ги отвара овие прашања затоа што знае дека не е лесно. Настанот според УНИЦЕФ го одбележува и почетокот на нова фаза од кампањата Биди фер за детство без пречки. Оваа кампања, информираат од УНИЦЕФ, е започната во март оваа година со поддршка од Европската унија, а во неа се прави промена во начинот на кој општеството ја разбира попреченоста и во ставовите кон децата со попреченост. Во новата фаза "Види го детето непопреченоста" се става акцент на потребата да се ослободи потенцијалот во секое дете. Сакам да им одадам признание на децата со попреченост и на нивните семејства, чија борба е многу тешка и долга за да добијат фер услови. Дипломатите често зборуваат за инклузија кога станува збор за човековите права, но за многу од вас ова е едноставна приказна за љубов, припадност и достоинство. На панелот од деца и млади со попреченост беа слушани убедливи аргументи за предизвиците со кои се соочуваат. Фестивалот кој го слави пијалокот на боговите Виноскоп 2017 и оваа година покрај доброто македонско вино и деликатеси ќе понуди музика за сечи вкус. Виноскоп започнува на 20 септември, а ќе трае до 24 септември. Локацијата на одржување е новиот плоштад Мајка Тереза, кој се наоѓа пред Македонската опера и балет. На Виноскоп ќе настапуваат Караванија, кои се одлични джез изведувачи, Калевала бенд кои изведува традиционални песни од целиот свет, Викторија Лоба која подготвува шоу со диџеј и танчерки, поп-рок бендот IQ, нокаут со староновите хитови, диџеј Александар Јорданов, поп-арт бенд со преработки на македонски песни, најдобриот македонски вокал Нина Јанева, Фиц, фронтменот на Студени нозе кој ќе ги исполни сите легендарни песни од бендот.
Надежниот поп-рок бенд Chill Play, мајсторот за добра атмосфера Миле Кузмановски, Роберт и Панки, дуото кое стои зад Кукулеле, етнобендот Баклава, чии песни звучат светски и српскиот бенд Министарке. Во четврток и петок за посетителите ќе има и afterwork забави, а ќе ги забавуваат Acoustic Division, Crossroad Blues Band и Odd Band. Во сабота и недела ќе има целодневно матине, а од 12 часот напладне љубителите на виното ќе уживаат во звуците на чалги, тамбураши и Елвис Блуз Трио. Од 1 октомври се очекуваат измени во законот за укинување на свинското месо за преработка. Доколку се усвојат предлог мерките, домашната месна индустрија ќе стане поконкурентна на пазарот. Ќе има можност за зголемување на производството, а со тоа ќе расте и бројот на вработени, како и платите на работниците. Домашната месна индустрија очекува по 1 октомври да стане поконкурентна на домашниот пазар и да почне да ги користи сопствените капацитети во целост, а како резултат на примена на новата предлог мерка која предвидува укинување на царината за свинското смрзнато месо за преработка. Со мерката која е прифатена од компаниите кои преработуваат месо и се очекува да ја прифатат и производителите, се предвидува да се укине царината при увоз на смрзнато свинско месо за преработка, а која зависно од категоријата се движи од 19, 25 и 36%. Слободан Кутрески од ПКБ-ско истакна дека оваа мерка е еден компромис меѓу преработувачите и производителите и со неа се очекува да се искористат капацитетите во целост, да се зголемат платите и бројот на вработени. Според него, оваа мерка во пракса треба да ја смени состојбата во маркетите, која сега е во прилог на странските производи кои полнат 3 полици, а домашните само една полица. Ова е предлог мерка која е со важност од 1 година, која што треба да овозможи поголемо искористување на домашните компании со своите капацитети, а од друга страна да даде бенефит на крајниот потрошувач, кој што треба да добие поквалитетен и поевтин пред се производ, кој што секако ќе го кошта многу помалку. Потрошувачите ќе може да јадат квалитетни, безбедни, добри, совместни производи, а секако ќе ја зголемиме и конкурентноста на компаниите. Владко Ѓоргиевски од МИК Свети Николе пак смета дека со оваа мерка домашните преработувачки капацитети ќе добијат рамноправна положба со странските производители кои доаѓаат на домашниот пазар со пониски цени. Бенефит од примената на мерката ќе имаат како домашните компании, така и крајните потрошувачи преку квалитетни производи и пониски цени, додаде Ѓоргиевски. Главна и основна цел на таа предлог одлука е да се покаже резултат. А што значи резултат? Прво, да се зголемат капацитетите кои се стварно ниско искористени, да се зголеми вработеноста и трето, да се зголемат платите. И на тој начин да место 3 позиции, 3 витрини од 4 во еден маркет, каде има странски производи, да бидат наши производи, а една витрина да биде странски производи. Со примената на оваа мерка се проценува дека производството на трајни и полутрајни производи оваа година домашните капацитети ќе го зголемат за 16.000 тони или скоро за 30% повеќе од минатата година, како и пораст на извозот за 10%. Потребите од полутрајни и трајни преработки на месо годишно во земјава изнесуваат околу 17.000 тони, кои од домашно производство се подмируваат со 65%, а 35% од увоз, при што се увезуваат околу 6.000 тони. Увозот, како што беше наведено на преработки на месо во одделни години, достигнувал и до 9.000 тони, што покрива над 60% од домашната потрошувачка. Преработувачите на месо посочуваат дека на домашниот пазар нема доволно месо за преработка и дека она што ќе се понуди се откупува. Уверуваат дека смрзнатото месо за преработка нема да заврши во трговијата, посочувајќи дека за тоа има ригорозни казни, па дури и одземање дозвола за работа.
Во Македонија од регистрирани 50 компании за преработка на месо, работат 38, од кои 15 се регистрирани за производство на полутрајни и трајни производи со капацитет од 45.000 тони на годишно ниво. Во тек е изградбата на втората фаза од фекалната канализација во населеното место Горно Коњари во општина Петровец, со која ќе бидат опфатени 95% од населението кое по завршувањето може да започне со приклучување кон истата. Продолжува изградбата на фекалната канализациона мрежа во населеното место Горно Коњари во општина Петровец. Општината ги заврши градежните работи околу изградбата на првата фаза од канализационата мрежа во населеното место Горно Коњари, а сега во тек е и втората фаза од примарната канализациона мрежа. Со проектот во првата фаза изградени се 1450 метри фекална канализација со цевки од профил ФИТ 250. Градоначалникот Митевски истакна дека со завршување на градежните работи од втората фаза со фекалната канализација, за која се очекува да завршат за непол месец, ќе бидат опфатени над 90% од населението. Очекувам некаде за 20 до 25 дена втората фаза во целост да биде завршена, што значи некаде околу 90% од населеното место Горно Коњари ќе биде опфатено со одводна канализациона мрежа. Средствата за изградба на оваа канализациона мрежа се обезбедени од дел од Бирото за регионален развој и дел од општина Петровец. Овој проект е од големо значење за локалното население, бидејќи со завршување на проектот септичките јами ќе заминат во минатото, а граѓаните нема да мораат повеќе да плаќаат за празнење на истите. Исто така со овој проект ќе се подобри квалитетот на животот во ова населено место во општина Петровец. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски присуствуваа на отворањето на традиционалниот турнир во мал фудбал 8 септември, кој што се одржува по повод Денот на независноста на Република Македонија. Започна 10-тото јубилејно издание на турнирот во мал фудбал 8 септември на спортското игралиште во населбата Триангла. Турнирот е финансиски поддржан од страна на градот Скопје и општина Газибаба. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски се обрати пред присутните посакувајќи им добра забава, ферплей игра, многу среќа и умешност. Тој информираше дека турнирот ќе се одржува во наредните 30 на дена и е еден од најголемите турнири во мал фудбал во Македонија. Радува податокот дека секоја година се пријавуваат се повеќе екипи од повеќе општини од Скопје и од Македонија, а одгласот на публиката е се поголем. На турнирот 8 септември оваа година учество ќе земат над 50 екипи кои ќе се надпреваруваат во 8 групи, при што најдобрите 4 екипи од секоја група ќе поминуваат во елиминационата фаза. Викендов во Скопје се отвори нова современа спа и велнес Revive Clinic со нова современа апаратура за лице и тело која за прв пат се сретнува на македонскиот пазар и на своите клиенти ќе им овозможи накратко да го избегнат стресот и напорниот начин на живот и за многу кратко време да се опуштат, рехабилитираат и ревитализираат. Revive Clinic, освен за надворешната убавина на луѓето, нуди решение за многу медицински, здравствени и ментални проблеми. Во последно време луѓето се помалку посветуваат внимание на своето здравје и убавина, од причина што живееме во напнато време кое носи многу стресови обврски. Токму поради ваквиот начин на живот, во центарот на Скопје се отвори нов спа и велнес Revive Clinic, кој представува урбано спа дневно катче и нуди третмани и услуги за целото тело и духовната состојба на луѓето. Луѓето кои ќе ја посетуваат Revive клиниката ќе можат накратко да го избегнат секојдневниот хаос и да се доведат до целосен баланс и хармонија на организмот, како и целосно променети да продолжат со работните обврски. Дејспа катчето нуди можност и во текот на работното време за пауза луѓето кои се под стрес и имаат многу обврски, за кратко време да се опуштат и ревитализираат и да продолжат со работните обврски. Идејата за отварањето на овој центар, што е комбинација на интегративна медицина, меѓутоа и на разубавување, момент на спа услуги, велнес, кој што се комбинира, спа со мануелни техники,
се многу специфични како понуда на овој пазар. Целта е да може некој буквално дури за време на пауза од неговата работа да излезе, да дојде, да може да си приушти дневно уживање кое што ќе го релаксира, ќе го детоксифицира, ќе му овозможи да се доведе во ситуација да има инстантно видливо слабење. И покануваме сите луѓе кои што сакаат да дојдат и да се уверат во резултатите без да се мачат во диети, во посветен живот. Мислам, да, убаво е секој да се фокусира на тоа здраво да се храни, да има редовен сон, да има моменти на прошетка во природа. Меѓутоа, бидејќи нашето секојдневието се помалку го дозволува, затоа ние го креиравме овој центар, што ќе биде дневен прибег на секој човек, меѓутоа и можност како да си приушти, да си направи промена во себе, во своето здравје, во својот организам, да се детоксифицира и тоа да биде видливо со само едно доаѓање. Revive клиниката нуди третмани и апаратура која за прв пат се сретнува на македонскиот пазар, а се разликува од останатите класични салони по тоа што освен класични третмани за лице и тело, има сауна, парна бања, повеќе типови на масажа и нови апарати со кои комплетно се третира клиентот, како во убавина, така и во подобрување на здравјето и релаксацијата. Клиентите, освен што ќе бидат обслужени со најсовремена иновативна технологија од познати производители и стручни тимови, тие ќе имаат можност да се консултираат и со Константин Кешаров, магистар по кинезитерапија. Она што исто многу битно, има и консултации со магистар Константин Кајшаров, кој што е магистрант на клиничка психологија и магистар по кинезитерапија, каде што буквално може да се разговара за секој проблем, се диагностицира, се соочување има со проблемот, надминување и со проблемот и со последиците. Буквално целосен третман. Секој што ќе дојде во Revive, ќе се врати целосно обновен. Не може да излезе ист како што влегол. Ќе биде и посреќен и во многу подобра состојба, ќе има подобар сон, ќе има поквалитетен живот. Revive Clinic со својот метод на работа и со апаратурата која ја поседува, сака на површина да ја извади внатрешната убавина на луѓето, односно убавината и здравјето да ги спои во едно. Воопшто Revive, кое што значи нели едно оживување, освежување, возобновување, представува главната мисија е убавината и здравјето во едно. Тоа е на некој начин, со тоа што техниките, процедурите и терапиите сите се сведени во едно квалитетно и стручно действување, но инстантно, заради тоа што ние сме свесни дека луѓето немаат време. Немаат време да си посветат време сами со себе, со своите деца, со своето семејство и заради тоа со работното време ќе продолжиме и во саботниот ден, каде што другите ќе можат, нели, оние кои што се презафатени да доаѓаат. Сите третмани, вклучувајќи ги и третманите за трудници, гарантираат безбедност и немаат контраиндикации. Еден од апаратите кој за прв пат го има во Македонија е солтариумот, кој представува капсула во која се влегува и се вдишува воздух збогатен со сол. И за 15 минути третман во капсулата се постигнува ефект како 3 дена на море. Химфо апаратот е апарат за нехирушка липосукција, кој веднаш дава ефекти, односно по првиот третман се намалуваат од 2 до 2,5 см во обем, на начин што се разбива масното ткиво и се isfrла преку лимфна дренажа. Ултратон апаратот е апарат кој представува се во едно и има преку 150.000 програми за сите проблематики за тело и лице, како естетика, рехабилитација, ревитализација и фитнес, и со внесување на податоци за клиентот и избор на програмата. Точно се покажува колку третмани треба да има клиентот. Маја Чадиева е една од корисничките на услугите на Revive клиниката, која за себе вели дека пробала скоро се за да ја намали тежината и отоците, но тоа биле краткотрајни резултати, се додека не почнала да ги користи услугите на Revive клиниката, каде резултатите ги забележала после првиот третман. Точно во оваа клиника, во Revive, го најдов моето решение затоа што видов дека за кратко време има големи загарантирани резултати кои што се појавуваат моментално, но гледам дека имаат долгорочен ефект. Зошто? Прво ми се намали потребата од храна. Метаболизмот ми е многу подобрен, имам потреба да пијам вода, што тоа не е карактеристично за мене, а исто така и отоците со помош на вакуум терапијата веќе видливо ми се намалени за само еден третман на моето лице, а исто така и на телото.
Revive клиниката, која нуди решение за многу медицински, здравствени и ментални проблеми, е одлично место во центарот на Скопје во близина на новата железничка станица, која на граѓаните ќе им заштеди и време и пари, а ќе бидат целосно променети и опуштени. Жителите од неколку скопски општини ќе останат без електрична енергија, информираат од регионалниот центар за управување со кризи Скопје. Станува збор за општините Карпош, Студеничани, Ѓорче Петров и Киселавода. Без електрична енергија заради закажани технички зафати, утре ќе останат делови од општините Карпош, Студеничани, Ѓорче Петров и Киселавода, информираат од регионалниот центар за управување со кризи Скопје. Во периодот од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од улица Хелсинки во општина Карпош. Од 9 до 13 часот корисниците од улиците 1, 6 и 7 во село Батинци во општина Студеничани, а од 9 до 12 часот корисниците од улица Томе Арсовски во општина Киселавода. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи Скопје, утре во периодот од 7:45 до 12 часот без струја ќе бидат корисниците од улица Скупи, броевите 6, 12, 20 и 22. Од 11 часот и 30 минути до 12 часот корисниците од бунарите кај река Лепенец и дел од улица Скупи со броевите 12, 14, 20 и 22, а од 7:45 до 8:15 корисниците од бунарите кај река Лепенец и дел од улица Скупи со броевите 12, 14, 20 и 22 во општина Ѓорче Петров. Метеоролозите најавуваат нестабилно време со поројни врнежи и грмежи. Локално се очекува процесите да бидат поинтензивни, особено во западните делови, а ќе дува и засилен јужен ветер. Температурите по градови ги гледаме од МТМ Метео. И за крај последната информација. Македонскиот игран филм Стела на режисерот Стојан Вујкиќ е еден од 13 селектирани филмски проекти наменети за деца кои ќе учествуваат на филмскиот фестивал во Амстердам. Фестивалот ќе се одржи и низ 35 градови во Холандија. Почитувани гледачи, со оваа информација ги завршуваме урбаните вести. Имајте пријатна вечер.